Сега ја поканувам Билјана Гинова. Другарки и другари, дојде ден да се исправиме, јасно и гласно да се спротивставиме на угнетувањето кое со години го угушува нашиот крик. Ајде да се здружиме сите ние, сите различни и ајде слободно да окажеме се она што не тишти и се она што не радува. Ајде заедно да ја направиме оваа држава безбедно место за сите нас, без страв дека некој ќе не нападне на секој човек затоа што сме жени, педери или лесбејки. Без страв дека нема да можеме да ја преминеме границата и ќе ни стават две цртки во пасош само затоа што сме роми. Без страв дали ќе обезбедиме гола екзистенција за нашите деца и за нас, ако сме стечајци или хонорарци. Ајде да го вратиме достоинството во животот на луѓето, затоа што само ние можеме. Ајде повторно да го освоиме јавниот простор, не само плоштадот и уништените градски паркови, ами просторот за дебата, за спротивставување на мислења и ставови, без страв дека некој ќе заврши во притвор со казна од 9000 евра или во ендек. Ајде онново да ја освоиме слободата на зборот кој ќе ја пренесува вистината, сечија вистина, без оглед на пол, вера, раса, етничка припадност, политичка афилиација, сексуална ориентација. Да го ослободиме зборот, оти само тоа може да ни осигура развој и континуирано подобрување на квалитетот на живот. Ајде да ја вратиме жената на рамноправна положба во оваа држава, а не клекната со наведната глава помеѓу двајцата мажи, таткото и синот. Тие големи и исправени, а таа наведната. Да се спротивставиме на таа стигма и на стигмата и подчинувањето на жените. Да овозможиме секоја жена да носи собствени одлуки за собственото тело и да не дозволиме уште еднаш да останеме слепи на домашното насилство и насилството врз жената. Ајде да се исправиме пред судовите на правдата. Правдата која сега е толку далеко дофат за сите ние кои сме надвор од шаблонскиот идеал за покорен и послушен граѓанин изваден од актуелните учебници за граѓанско општество. Мораме да се исправиме и пред полицијата и пред обвинителството. Тие се чувари на правата на сите. Да не дозволиме селективно остварување на правдата, да не дозволиме 2 години да се малку за 6 напади, а во брза постапка да се доделат затворски казни за вршење на новинарска должност. Ајде одново да изградиме правна држава. Еднаш, една моја девојка ме праша што направи денес ти за Македонија. Мислев се шегува, можеби и се шегуваше. Ама тоа прашање ми го промени животот. Затоа што после тоа прашање не можев да не мислам која е мојата лична одговорност и кој е мојот личен придонес во креирањето на состојбите во нашата држава. Но исто така, после тоа прашање не можев да не мислам што прават тие што сме ги избрале, тие што се ранат и дебелеат од нашите прави за нашата држава и за нас граѓаните. Ајде да не дозволиме да продолжат да штанцат закон по закон со кој ги зацврстуваат неправдите, политичкото насилство, стравот и подчинувањето. Ајде ние заедно да го вратиме граѓанското достоинство и да го вратиме нашиот граѓански суверенитет. И не сме само ние. И не сме саде тука. И додека мислеа дека сме подчинети, згазени и уплашени, ние излеговме повеќе и посилни. Затоа што политиката ни прибаѓа нам и ние имаме одговорност да ги подобриме состојбите во нашата земја. Ајде да ја ослободиме Македонија.